Во овие топли летни жешки денови, почитувани фолк пријатели, сигурно дека убаво се освежувате со нашата прекрасна македонска фолк песна. А во ова издание на Мега Фолк, ексклузивно, за прв пат, наш гостин Гашо Тришевски Гаги. Гаги, добре ни дојде во Мега Фолк. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на оваа прекрасна телевизија. Гаги, долго време се договаравме еве за твоето гостување. Тука си, не си тука, Швајцарија, Кичево, Скопје, значи те има секаде и конечно еве во Кичево те уловивме, така речено, да видиме што има ново кај Гаги. Гаги, секое лето си скоро тука во Кичево и секое лето не изненадуваш со нешто ново, со нови песни, нови настапи и така натаму. Ајде на почеток на нашиот разговор, што е најново кај Гаги? Најново сега се моите две песни кои што пред скоро беа готови и со нив настапив кај во Инте телевизија кај Бране, се извинувам, кај Ване. Правивме многу убави снимки, студиото прекрасно и баш денеска се поставени на YouTube, че можат гледачите, фановите да ги проследат. Навистина две прекрасни песни со нови поинаков стил, да кажам, од претходните што беа до сега. Штом веќе велиш дека е поинаков стил, дали можеби нови се авторите на тие песни или? Вака, за песната Љубовно лудило, таа песна ми ја напиша мојата драга и ценета колешка Силвана Крстовска од Тетово и таа направи музиката за оваа песна. Испадна навистина прекрасна, че имаат гледачите прилика после емисија да ја видат. А другата песна се погрежи пријателот Гоце Костовски Пејак, да. И таа е многу убава песна, двете ми се допаѓаат. Сега некој кога би ме прашал за која повеќе ја сакаш, не би можел да одговора. Така, и сигурно и на нашите гледачи ќе им се допаднат, верувам, тие две твои нови песни. Гаги, кажи ми, обично, значи кажав, кога си веќе во Македонија, го користиш екстра твоето време околу твоите музички настапи и музички новости. Освен што, еве, редовно снимаш нови песни, знам дека си љубител и на фестивалите. Те има скоро на сите фестивали низ Македонија. Како е планот за ова лето? Токму така, само по самото пристигнување тука настапив на фестивалот Црешновер кој се одржа во околината на Охрид. Значи многу убаво поминавме, добро организирано, спортската сала се наполни, така речено, и организаторите, ова треба да го кажам што навистина е добро, организаторите припремиле CD со песните, со нашите песни за сите што настапувавме и така да после фестивалот заминавме исто во хотел да се нагостиме малце, што и тоа многу добро, што треба и другите фестивали така. А сега исто пред неколку дена се одржа фестивалот во Прилеп, прв фестивал за нас иселениците кои сме ван Македонија. И таму беше прекрасно, одлична организација, песна ми беше платена, значи комплетна песна со текст, со музика. Ја снимав во Скопје кај Дејан. Прекрасно студио, многу убава и таа песна испадна, че имаат веројатно гледачите прилика и таа песна да ја видат наскоро. Така, Гаги, еве да проговориме нешто и околу твоите планови за летово и можеби за нешто до крајот на годината. Дали ќе те видиме на некој од другите фестивали низ Македонија или еве да те прашам до кога си во Македонија и што да очекуваме додека си тука? Вака, кај мене не се знае точно како, кога, што може да се вратам за Швајцарија повторно да се вратам. Еве сега ова веќе ми е втор пат како си дојде во Македонија. Едноставно се чувствувам тука добро, пријатно си ги полнам батериите, нели што ви рекле. Не знам дали ќе настапам, имам покана да настапат за Охрид Фест, пошто прошлата година за прв пат настапив и добив награда за најдобар дебитант, има многу убава песна, така и ова година имам
покана, имам понуда за да настапам, само не знам, пошто и самиот не знам до кога ќе бидам тука, можно и да заминам на брзина за Швајцарија да се вратам, па можно и за тој фестивал да видам. Значи, ми донесе, како да речам, доста среќа, нели, сепак и тоа е за мене вредна награда за најдобар дебитант. Ако, значи, успеам да се вратам, ќе одам и на тој фестивал, а за другите, не знам, ќе видиме понатака, а нешто ново се снима уште и наскоро очекувам да и тие две песни што ќе ги снимиме. Автор ќе биде мојата колешка Силвана, многу убави. Значи не само што е бива за пеење, него е бива и за текстови, за музика на текстовите, феноменално. Значи се дружиме, се дружам и сакам да се дружам со сите колеги. Тоа ми прави исто навистина задоволство, нели? Нема разлика кој и како, што сите сме исто, сите се бориме да направиме нешто добро, да им се допадне на фановите и така натаму. Гаги, јас тука ќе ти се заблагодарам за твоето прво учество во Мега Фолк. Љубовно лудило и Кралица си моја ќе бидат дел од денешната емисија на задоволство на сите наши гледачи. Ти посакувам успешно работно лето и со секое твое доаѓање од Швајцарија секогаш знам дека ќе не изненадуваш со многу убави работи, со многу твои убави нови песни и се надевам дека забрзо ќе се видиме со твоите нови песни, повторно да ги промовираме тука. Уште еднаш благодарност за поканата, па како што напомена се гледаме во следната прилика кога ќе дојдем повторно. Поздрав до сите. Почитувани гледачи, во продолжение Гашо Тришевски Гаги и Кралица си моја.